Берзите се поразлични од економијата, затоа што оно што го гледаме во економијата во моментот е она што се случува тековно. Например, кој е нивото на производство, вработеност и слично. За разлика, акциите можат да растат дури во услови на слаба економија, затоа што берзата е насочена кон иднината и го предвидува идното економско закрепнување, наместо да се води само од тековната состојба. Акциите и економијата често се движат во спротивни насоки, затоа што берзата е механизам кој што е насочен кон иднината, фокусиран на очекуваните идни корпоративни приходи. За разлика, економијата ја мери минатата како и сегашната состојба. Например, кој е нивото на бруто домашен производ, невработеност и слично. Пазарите го вградуваат закрепнувањето уште пред тоа да се случи и се водени од очекувањата на инвеститорите и ликвидноста, што доведува до раздвојување на начинот на кој што се движат берзата и самата економија. Како што споменав, берзата е насочена кон иднината. Цената што вие како инвеститор, а и другите инвеститори сте подготвени да ја платите денес, се заснова на тоа колку добро очекувате вие и другите инвеститори дека компанијата ќе работи во иднина. Наспроти тоа, дел од економските показатели се ориентирани кон минатото и покажуваат што веќе се случило. Еве, например, ако анализираме вработеноста и доколку имало невработеност, имало зголемување на невработеноста во минатата година, тоа значи дека има ослабнато економската активност за тој период. Сега тука исто така важно е да споменеме дека бизнисите најчесто реагираат на состојбата во економијата кога носат одлуки за вработување или отпуштање. Насоченоста на берзата кон иднината значи дека таа често го предводи економскиот циклус и од тука можеме да заклучиме дека навистина насоката во која што се движи економијата и берзата се спротивставени. Кога се поставува прашањето кој е подобро, активно или пасивно инвестирање, најпрво треба да направиме разлика помеѓу овие два вида на инвестирање. Активното инвестирање подразбира редовно купување и на продавање поединечни хартии од вредност со цел да се надмине пазарот. Од друга страна, пасивното инвестирање се потпира на долгорочен пристап на така наречен купи и држи, и то најчесто се реализира преку инвестициски фондови или ETFs и е популарно поради релативно пониските трошоци и историски посолидните резултати кои што се остваруваат. Сега секоја од овие стратегии има и своји предности и своји недостатоци, што ги прави на некој начин и соодветни за различни инвеститори зависно од нивните цели, кој е нивото на ризик кој што сакаат да го преземат и кои се секако нивните погледи кон пазарот. Активните инвеститори се обидуваат да заработат од ситуација кога цената на средствата не ја покажува нивната вистинска вредност. Тоа се случува затоа што само од цената не може целосно да се утврди реалната вредност. Сега во изминатиот половина век финансиските пазари сведочат на континуиран пораст на делегираното управување со средства и на значително зголемување на пасивното управување. Интересно и оно што природно произлегува од сето ова е тоа дали активните инвеститори го прават пазарот да биде поефикасен на микрониво отколку на макрониво, како што претпоставува и Паул Самуелсон. Ова идеја сугерира дека активните инвеститори имаат поголемо влијание да потикнат да ги коригираат микронеефикасностите во релативните цени, отколку да го коригираат вкупното ниво на макроцените. Кога станува збор за структурните модели на финансискиот сектор, треба да дадеме објаснување за тоа што представува систем базиран на пазар на капитал и систем базиран на банки. Значи, финансиските системи можеме да ги дефинираме како систем базиран на банки и систем базиран на пазар на капитал, зависно од начинот на кој што се собираат средствата во економијата. Финансискиот систем кој најмногу се потпира на продажба на хартии од вредност се смета дека има модел кој што е базиран на пазар на капитал. Сега, од друга страна, финансиски систем во кој инвеститорите ги инвестираат нивните средства во банките, а подоцна пак банките ги реинвестираат таквите средства, се смета дека е финансиски систем кој што има модел базиран на
банки. Генерално кажано, банките како финансиски институции, тие вршат финансиско посредување, мобилизираат заштеди, распределуваат капитал и абсорбираат шокови на различни начини. Сега, пазарите на капитал, од друга страна, овозможуваат парите директно да се насочат од штедачите кон оние кои што имаат потреба од средства. На пазарите на капитал се купуваат и се продаваат акции и обврзници, што не е карактеристично секако на систем базиран на банки. Она што може да се заклучи е дека финансискиот систем базиран на пазар на капитал или на банки се два различни модели за организирање на финансиските системи и за регулирање на финансиските пазари. Овие системи се разликуваат во однос на доминантните посредници и на механизмите преку кои што се распределуваат средствата. Сега тука вреди да се напомене дека многу земји имаат и мешовити или мешани финансиски системи кои што комбинираат елементи и на едниот и на другиот систем. Релативната важност на секој систем варира во различни земји, а секако е под влијание на различни историски, културни и институционални фактори. Сега кога станува збор за институционалните инвеститори за пазар на капитал, важно е да се спомене дека овој тип на инвеститори добија многу големо значење и значително пораснаа во последните неколку децении. Ваквиот подем е генерално како резултат на проширувањето на финансиските сектори во однос на бруто домашниот производ, како изголемување на нивното учество во вкупните финансиски побарувања. Институционалните инвеститори се едни од поголемите инвеститори на финансиските пазари, кои што инвестираат во име на групи или пак може да инвестираат во име на поединци. Сега на глобална основа институционалните инвеститори представуваат повеќе од 70 трилиони американски долари во средства за инвестирање и затоа како такви имаат многу големо и значајно влијание врз пазарите на капитал. Сепак тука важно е да се спомене дека низ текот на годините има голема промена во распределба на средствата на институционалните инвеститори. Еве како за пример, во 70-тите години на минатиот век, тие најмногу имаат инвестирано во домашни инструменти со фиксен приход за подоцна да почнат да инвестираат на пазарите на капитал, следејќи обично долгорочна стратешка распределба од, например, 60% акции и 40% инструменти со фиксен приход. Веќе во 90-тите години на минатиот век, овој тип на инвеститори го прошириле своето портфолио, односно го диверсифицирале и почнале повеќе да инвестираат на меѓународните пазари. Веќе на почетокот на овој век почнале да ги изголемуваат инвестициите во алтернативни класи на средства, што обично вклучува приватен капитал, хедж фондови, имот, недвижен имот и други видови на финансиски средства.